Почитувани гледачи, како што и најавивме на почетокот ова издание на Вестите, гостин во студиото, мој денешен гостин во Вестите на ТВ канал ВИС во ова саботно издание е отец Јаков. Оче, добро дојдовте во Вестите. Ви благодарам што се одзвавте и сте дел од денешното издание на Вестите. Еве на само 2 дена сме од големиот христијански празник Христовото рождество. Од утре веќе имаме активности, имаме литија на децата, кое што веќе е од поновите начини на чествувањето на овој голем христијански празник. Кажете ми, кои се активностите кои што ќе ги превземеме како христијани и вие како црква? Ви благодарам на поканата најпрво. Во црквата ние секогаш најавтентично да ги празнуваме празниците и се соединуваме со Господ, заедничариме со Него. Како што рековте, утре ќе има литија. Тоа е на некој начин враќање, рековте по нов начин, но тоа е всушност враќање кон древното предание на црквата. Децата секако постојат коледари, но ние од наша иницијатива од црквата сакавме да ги вратиме децата кон едно поавтентично и вистинско славење, празнување на Божјите и пеење на автентичните православни песни кои што извираат од православното предание, за разлика од сите оние песни во кои што не се спомнуваше Христос и раѓањето Христово, беа со некоја деструктивна содржина, каде што се пееше за убивање, со непристојни зборови. Сега ете децата ја пеат песната Вечниот Бог ширум нашата држава, носат мала пештера или икона на раѓањето Христово, така и кај нас во Струмица ќе има литија, која што ќе тргне од храмот на светиот великомаченик Димитри, свети Григори Палама, низ централното подрачје плоштадот и ќе се движи кон манастирот на Светите 15 Вириополски маченици. Сите, воедно ова е порака, сите деца кои што сакаат да земат учество во литијата, во придружба на своите родители или сами, може да дојдат во 11 часот во храмот на Свети Димитри и Свети Григори Палама. Но мораме да признаеме дека сепак, иако рековте ова е стар обичај, стара традиција и враќање кон вековната традиција, повторно заживување на традицијата, сепак интересот од страна на родителите, нели, да ги пуштат своите деца кон учеството на литијата е се поголем и се помасовни се. Можеме да видиме и во другите градови веќе како се подготвуваат децата да бидат дел од ова литија. И тоа е за почит и за поздрав. И тоа дава една, како да кажам, една оптимистична перспектива на гледање на нас како народ и како црква, дека луѓето се отворени да прифатат се што е добро, современиот човек е паметен, се едуцира и едноставно некои примитивни обичаи и традиции кои што сакаат да се маскираат во православни или христијански, како што се коледарските или бадникарски огнови, е нешто што нема место во црквата, што не извира од христијанската традиција и ми е драго. Тука се и, нели, тие стари коледарски, старо-нови коледарски песни, Коледа лете, луѓето, родителите пред се, знаеа да препознаат што е христијанство и што е христијанско и своите деца ги поистоветуваат со она што е автентично христијанско и нивните деца ги праќаат да бидат вестници на раѓањето Христово. Оти децата тоа иконизираат на литијата. Ангелите кои што им ги објавиле на пастирите раѓањето Христово. И овие деца пеат Вечниот Бог слегува и во утробата на дева се вселува, за разлика од деца кои што би пееле Коледа леде паднало гре и така натаму. Тоа не е христијанско, не е црковно и јас се молам да дојде ден кога веќе нема да слушаме нешта што не се христијански и не се во ред и не се добри по својата природа. Така, ги спомнавте коледарските огнови и би си дозволила овде да ве прашам. Во поголемиот дел од земјава, иако насекаде обичаите речиси се идентични, во западниот дел од Македонија на Бадник не кршат паречка. Така. Таму оваа традиција, овој начин на чествување или не знам како да го дефинирам, се празнува малку подоцна односно на Василица. Па јас морам да речем, еве, ако веќе се стремиме да дојдеме до некаква автентичност, исто е вистинско и најдревно предание, Јас веднаш би се надоврзал на тоа дека оној западен наш дел се држа до поавтентичното оригинално православно предание, онака како што е исправно.
не постојат бадникови гранчиња и не постои бадниково лепче со паричка. Постои, но на еден друг ден, на Свети Васили Велики, и тогаш има смисла. Така и во сите православни манастири, ширум православната црква, така е на Светагора, така е кај нас, значи на бадник не постои лепче со паричка. Никаде. Тоа е традиција која што постои единствено во Српската православна црква и кај српскиот народ, и тоа е обичај кој што со кој што тие се поистоветиле како народ и како нација, го христијанизирали, тоа е сосема во ред. Но да речеме дека тоа е наш обичај и дека секако луѓето се слободни, живееме во демократско општество, секој ќе прави што сака, но да внимаваме кога велиме дека нешто е христијанско или дека нешто е православно. Тука веќе ние од црквата препознаваме што е во ред, што не е во ред, и еве сега кажуваме, кој сака да остане автентично православен и онакако што е благословено и исправно, бадниковите гранчиња, дабовите гранки кои што се носат и се кршат, не се обичај на нашиот народ. Впрочем, не се обичај на ниедна помесна православна црква. Кај грците не можете да видите таков обичај, кај романците, во дел од Бугарија можеби ќе најдете кои што гравитираат покрај српската граница, кај русите нема никакви, и едноставно ќе видите дека тоа е обичај на српската црква или таму каде што српската црква во одреден историски момент имала юрисдикција, па на некој начин го наметнала тоа. Тоа е и нашиот овој источен дел. Секој што знае нели некоја елементарна историја ќе види дека е така. Јас како епископ сум должен да ја кажам вистината и она што е исправно. Кој сака да биде дел од црквата и послушно чедо на црквата ќе послуша. Од традициите и обичаите си ги прават народот, и како што кажавте, најважно е она кое што го носат во нивните души. Но секако седми останува големиот празник, Христовото рождество, што е она кое што се чествува како празник овдека, кој што ги обединува сите христијани. Па Христос е оној кој што обединува. Христос, можеме слободно да кажеме и Бог, оти Божите тоа Бог станува човек за човекот да добие можност да стане Бог. Бог ја преминува, ја премостува таа несогледлива и длабока бездна што беше невозможно човекот да ја помине, и дојде да го обедини разединетиот и да му го осмисли животот на осамениот човек, на целото човештво. И нема да најдете друга личност и друг настан кој што може да обедини како што може Христос и раѓањето Христово. Тоа е и символиката, така црквата го толкува доаѓањето на трите мудреци кои што дошле од различни краеви на вселената, представувале различни раси, различни народи, и црквата го иконизира тоа единство. Оти црквата го собира и го обединува секој оној кој што го љуби и го сака Христос. А да се биде Христови, да се биде христијанин, значи да се сведочи Христос во овој свет. Да се биде христијанин значи во ближниот да го гледаш Христос, а кога другиот би го гледал како што го гледаш и како што го љубиш Бог, тогаш светот би постанал христијански и би постанал икона на Царството Небесно. Ние сме сведоци дека не е така. Затоа ги критикувам сите овие настани, така наречени бадникови и друго име кое што е многу егоистично и себично, семејни вечери, па на нас тоа ни звучи убаво. Семејни, собрано семејството, но Христос дојде и ни даде можност целиот свет да го доживееме како семејство. И не е христијански обичај кога имате преполна трпеза и јадење повеќе од колку што можете да изедете, а вратите се сигурно заклучени, да не може никој да влезе од надвор, а надвор од нашиот дом постојат луѓе кои што се греат со картони и со отпад. Постојат луѓе чии што деца немаат ништо на нивната трпеза. Ако сме барем малку христијани, ќе се потрудиме, ќе ги најдеме и ќе однесеме нешто, ќе споделиме. Ќе однесеме макар еден грст од нашите дрва кои што се во изобили напролет не остануваат. Тоа значи да се биде христијанин. Тоа значи да се земе учество во Божиќ. Тоа значи да се биде едно со Христос. Оти пошто ќе не препознае светот дека сме Христови ако немаме љубов помеѓу себе. И јас не сум
епископ на црквата и не сум Христов сведок како не го кажам ова. А сите што сакаат да се поистоветат себе си со христијани и автентично да го празнуваат раѓањето Христово, нека се потрудат во овој дух, во духот на овие зборови кои што ги изговорив, да го прослават Божиќ. Оти Бог ни рече, Христос ни вели, пошто ќе ве познаат другите, дека сте мои ученици, ако немате љубов помеѓу себе. И исто така, ако на овие најмали им го направивте, мене ми го направивте. Ако сакаме некакви дарови на Богомладенецот Христос да му принесеме, да ги нахраниме гладните, да ги облечеме оние кои што мрзнат од студ во овие денови, да се сетиме на сиромашните и целиот свет да го доживееме како семејство. Тоа значи да се биде христијанин и да се биде Христов. Така. Јас ти благодарам, Момче, кој што бевте дел од ова издание на вестите. Вам, почитувани гледачи, остануваме понатаму со содржините на вестите и како што и најавивме на почетокот од разговорот, утре во 11 часот литието со коледарската песна. Продолжуваме со останатите содржини.